Амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбогар престојуваше во Кочани, при што во рамки на кампањата ЕУ за тебе учествуваше на дебата со средношколците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Главна цел на настанот е европските представници да добијат директни сознанија што мислат младите, како тие ја гледаат и што очекуваат од Европската Унија. Кампањата започна минатата година, при што беа посетени поголем број општини во државата и при тоа се дискутирало со граѓаните. Сега пристапот е променет, односно идејата е да се слушне ставот на учениците, затоа што тие ќе бидат идните граѓани на Унијата. I'm happy to be today at school. Много сум среќен што разговаравме со учениците. Тие отворија многу нешта, проблеми, тие не предизвикаа проблеми кои што понатаму ќе се разгледуваат. Еден од учениците постави прашање зошто е важно да Северна Македонија влезе во Европската Унија. Според мене енергијата која што постои помеѓу учениците е многу важна и многу амбициозна и постои надеж да тие се вклучат во европското семејство. Токму оваа енергија е она која што ќе биде од корист за Европската Унија при предизвиците кои што се среќава со нив. Младите од Кочани се интересираа за придобивките што нашата држава ќе ги има во однос на почитувањето на правната регулатива и нејзиното усогласување со европските стандарди, потоа за можностите за полесен пристап до универзитетите во земјите од Унијата, како и за подобрувањето на економските услови во нивното место на живење. Директорот на Средното училиште Љупчо Сантов од име на учениците и вработените се заблагодари за поддршката и довербата за средбата и упати покана до евроамбасадорот Жбогар за уште една посета. Да го поканам да присуствува на 21 март, на денот кога се прославува патронатот на СО Љупчо Сантов Кочани, на кој што очекуваме да присуствуваат 40 представници од земјите на Европската Унија, од Англија, од Португалија, од Романија, од Италија и од државата Турција. Тоа ќе бидат ученици од Европското семејство и професори од Европското семејство. Дебатата со кочанските средношколци се реализираше во рамки на проектот Младинско изразување, финансиран од Европската Унија, а чиј носител е невладината организација Младински образовен форум, која води 15 младински клубови во 8 општини ширум државата. Општината Кочани беше втората дестинација во серијата посети на темата Визија на младите за Европската Унија, што се фокусирани на младите во нашата држава.